На оваа тема гостин во студио 1 е Татјана Гоговска од одделот за односи со јавност при првата детска амбасада Медјаши. Господјо Гоговска, добре дојдовте во студио 1. А со нас е и колешката Кристина Атовска, по чија што сторија всушност обвинителството и ја почна оваа истрага по допрен глас. Прво нешто што би ве прашале, она што беше изјавата на првиот човек на амбасадата, Драги Змијанац, кој што во првиот прилог изјави дека ваквите сознанија не се страни за првата амбасада Медјаши. Еве, какви се случаи дошле до вас? Какви се пријави сте имале до овој момент? Значи, во текот на работењето на првата детска амбасада Медјаши овие цели 26 години, имало дојави за разни злоупотреби на деца. Меѓутоа, имало и дојави и за злоупотреба од овој вид, нели, за подкуп за деца при усвојување. Меѓутоа, секогаш тоа било некако скриено, да не се открие идентитетот, да не се наруши интегритетот на личноста која што се обраќа. Ова беше прв пат Кристина, која што е засегната во целиот овој случај, која што го потегна сето ова, да дојде во детската амбасада Медјаши и јавно да сака да проговори. Детската амбасада веднаш, значи уште вториот ден направивме еден состанок и веднаш се покрена целата оваа акција, од која што верувале или не, ние сме малку и позитивно затечени од брзата реакција на обвинителството во сето ова. Предпоставам сте контактирале веднаш потоа и со Министерството, со сите надлежни институции, на каков однос наидовте од таму? Значи, со Министерството Медјаши континуирано контактира, нели, по разни поводи, причини и сето тоа, и со ова беше обратено до Министерството, нормално не се доби никаков одговор, едноставно не може да се најде на некоја заеднички состанок, па да видиме кој е, како е, што е, и ние после тоа бевме приморани да чекаме каков ќе биде подопрен глас фидбекот од обвинителството, и ќе повторам уште еднаш, овој пат сме и позитивно изненадени затоа што обвинителството релативно брзо изреагира по овој допрен глас и по објавите на вашата колешка, така што се надеваме дека овој случај фактички ќе биде еден почеток на разрешување на еден, што кажав јас и во една изјава, на многу тешка една Пандорина кутија која се отвори, која мора сега да се следи и мора некако да има завршница. Се надеваме позитивна за сите родители и сите деца кои што нели понатаму во иднина ќе дојдат во ситуација да бидат усвојувани или да бидат усвоители. Кога сме веќе кај односот од институциите, еве колешката ќе ја прашам, Мила Царовска, министерката за труд и социјална политика, чинам не ја видов никаде за целиот овој случај да даде конкретна изјава пред камерите, бидејќи станува збор за голем случај. Каков беше односот на Мила Царовска кога ти се обиде да ја контактираш? Така е, колега, министерката и денеска беше повикана да гостува во ова отворено студио, меѓутоа нејзиниот кабинет не известија дека има работни обврски. Денеска во 17 часот таа има обраќање во Струмица во рамки на проектот Гаранција за млади. Секако поканата за неа останува отворена и во наредните денови. Во однос на целокупниот однос на министерката кон сите овие сомнежи кои излегува во јавноста, мора да кажам дека мојата перцепција е слична на ставот на Кузманова, кој го слушнавме од прилогот. Министерката, сакав моето истражување 5-месечно да го заокружам нормално со став на Мила Царовска, на првиот човек на министерството. Меѓутоа, таа не се одважи да застане пред камерите. Образложението исто така беше работни обврски. А што е со они инволвираните во случајот? Се споменуваше службеничка од министерството, веќе лица одат на распит во обвинителството за истраги. Како што кажа, тие веќе се повикуваат еден по еден на распит во обвинителството. Мора да кажам дека по објавувањето на сторијата на Кузманова имавме и закани од одредени службеници внатре во министерството. Меѓутоа, министерката не изреагира дури ни по објавување на прилогот. Само имавме писмен одговор на нашите прашања поврзани со овој случај, поврзани со тоа дали се бара мито, дали се бара подкуп за да се даде дете на посвојување.
меѓутоа министерката писмен одговор ни испрати во кој вели дека не е истражен орган и дека ќе даде се што обвинителството ќе побара од документација. Гогоска, токму тоа сакав да ве прашам дали е во ред министер да има ваков став, само да каже дека не е истражен орган и покрај фактот дека не е истражен орган. Дали треба министерот, односно првиот човек, да знае што му се случува во службите под негова надлежност? Апсолутно е одговорот да. Меѓутоа, морам да кажам дека низ години со Министерството за социјала тлеа проблеми кои што се наталожува и со несоодветниот однос на Министерството, на институциите што се под негово, што се надлежни нели за грижата на овие деца, на овие ранливи категории на се, само проблемите се наталожува. Мегаши со години работи за заштита на таквите деца, на тие ранливи групи на категории на граѓани, пред се на деца, меѓутоа и на возрастни. Следејќи ги сите оние проблеми и укажувајќи, затоа што мегаши како една невладина организација, како една прва детска амбасада единствена на децата во Македонија, незиниот след на активности е да ги следи овие проблеми, да ги посочува, да апелира, да излегува во јавност, како што постојано нели е амбасадата отворена за разговори и за договарање и да укажува на нив, а во исто време, нели, со оние редовни активности, работилници, обуки, трибини, да ги едуцира и децата и возрастните како да се ги заштитат своите права, како да се борат со тие сите неправилности и неубави работи што им се случуваат. Јас можам да кажам дека следејќи ги овие проблеми, и јас лично, не само како амбасада со години, тие навистина се наталожени во Министерството за социјала и труд, се наталожени во сите негови сегменти. Значи во сите институции, дали во домовите за деца без родители, дали во домот за деца новороденчиња што се па потоа се подлежни на усвојување, дали во центрите за социјална грижа кои што се само не центри за позитивна социјална грижа на оние на кои што најмногу им е потребно. Дека се барам мито за да се посвои дете е јавна тајна долги години наназад, барем таква перцепција има јавноста, меѓутоа ова е прв пат обвинителството да почне да ги истражува ваквите состојби. Дали очекувате расветлување на состојбите? Па јас кажав дека она најпозитивното уште после нашата прва средба, знаеш, во Мегеши и кога прв пат излега овие настани пред првото гостување и после гостувањето на Драги Змијанац по медиумите, потоа и јас бев присутна на неколку места. Јас кога велев дека треба и писмено да се обратиме до обвинителството, рекоа дека сепак малку ајде да почекаме па да видиме, не оди така брзо, и бевме навистина позитивно изненадени затоа што ова е горливо прашање. Точно со години е јавна тајна дека за усвојување на децата се бара подкуп, меѓутоа за жал досега никој конкретно не истапил како Кристина да каже дека да, мене ми побара на овој нови начин и да има целата таа документација која што нели свој фотокопии има и во Мегеши. Добро е што се отвори целиот овој процес и целата оваа постапка. Ние цело време сме во текстот на станите што се случуваат. За секое повикано лице на некој начин ни дава нова надеж. Еве сега беше медицинската сестра од градинката, посочената градинка, не знам дали јавно ја објавувате, беше објавена, затоа што беше викната на распит. Ја викаме, добро е, значи одиме еден чекор понатамо. Сите инволвирани да се вклучат треба, на крајот и целото Министерство за социјала и труд и сите оние што биле и оние што се сега, значи сите оние што учествувале да се види колкавиот нивниот удел и колку тие се вклучени во тоа нечесно и многу тажно, нели, тажен процес на такво барање подкуп за усвојување дете, меѓутоа и на сите оние што се сега во Министерството, а едноставно немаат
барем не чувствуваме дека сака да помогнат во расветлување на сето она што е со години. Самите спомнавте дека е со години јавна тајна овој случај. Народниот правобранител дури објави дека вакво нешто се случува и на клиниката на гинекологија. Да. Дали вие вакви пријави сте имали и дали можеби сте стапиле во контакт за да ги удружите силите со народниот правобранител? 2013 беше бил тој обид, јас тогаш не бев во Меѓаши, меѓутоа знам од податоците 2013 народниот правобранител кога излегол со таков податок, Меѓаши веднаш со изјави, до медиумите, со обраќање, меѓутоа повторно е тој некој јазол кој што е толку многу цврст да самиот народен правобранител не може тоа, иако и пред месец дена и самиот излезе повторно така и се приклучи на тоа, рече дека ова се повторува. Јас сега и повторно ќе повторам она што во една изјава, пријавувањето на толку мртвородени деца на сето тоа што се случува на државна клиника е малку симптоматично, ако се знае дека бројот на мртвородени деца наводно се зголемува, а од друга страна се објаснува дека не е тоа можно, дека има најсовремена апаратура, дека има најдобра грижа и сите тие работи. Без вклучување, само нашето е дека ние можеме да укажуваме, можеме да зборуваме, да потикнуваме, да бараме, значи да бараме писмено, да бараме устно, да доставуваме документи што се кај нас, меѓутоа без вклучување на целиот државен систем, без вклучување на државните институции, на општествените организации, на сите оние кои што се одговорни за тие деца и за таквите состојби, нема да има разрешница на сето ова, меѓутоа, повторно ќе кажам дека радосни сме затоа што обвинителството се гледа дека постапува по подопредниот глас и по целата постапка. Ќе почекаме истрагата, односно наудите од истрагата на народниот правобранител. Ние денеска добивме став дека таа истрага се уште не е завршена и дека се уште деталите не може да се соопштат со јавност. Имам уште едно прашање од случајот на Кузманова, бидејќи и вие и јас ја разгледавме целокупната документација, има низа контроверзии, низа недоследности, меѓутоа прашањето се однесува на она предомислување на службите. Имаме неколку примери во случајот на Кузманова, например првите 3 месеци сите извештаи на комисијата за посвојување се сјајни, за по тие 3 месеци откако Кузманова ќе одбие да ги даде парите, да кажат дека детето го тепала долго време наназад. Истото се случува и со мајката на Кузманова. Прво детето е дадено во тој дом, во тој стан. Мајката со склероза не представувала никаков проблем за детето. За поодбивање да ги даде парите, да ја однесат во геријатри, да кажат дека е неподобна. Дали службите на овој начин сами признаваат дека првично сгрешиле или пак ова е потек за да ја примораат Кузманова да ги даде парите? Како вие гледате на овие работи? Значи, целата ова приказна малку е вака кога ќе слуша човек, малку е страшна, поготово кога се деца во прашање и кога јас Кузманова и лично ја познавам многу одамна, не знам дека е таа цело време инволвирана во и не знам дека поминува низ таква голгота, чисто не знае човек нели како со што се соочува. Јас и благодарам на храброста нејзина да излезе во јавноста со сето ова. Контрадикторни работи според документите што се доставени, значи најнапред го даваат детето, таа нема некои не знам какви побарувања за детето, таа сака само здраво дете за кое што ќе се грижи во животот, и го даваат, ја следат, као се е во ред, и после тоа пред да и го, после 3 месеци тој пробен период, пред да и го додела детето за таа да стане комплетен родител и старател, не зи бара тие пари кои што се провлекуваат цело и после тоа најнашта станува неподобна. Мене најмногу исто ме заболи, затоа се израдував кога ја повикнале медицинската сестра која што сведочела дека наводно детето е тепано, начинот на кој што сето тоа е изведено. Значи детето да го однесеш во градинка за да дојде стручна служба од Центарот за социјала, без да и најави на потенцијалниот родител, старател на кого пред они го дале детето и без да каже нешто. Заедно со службите од предучилишното тука е комплетно вклучено Министерството за социјала, значи градинките се под нивна надлежност. Сето тоа, они на насила и го одземаат детето. Че тоа е како некој
некој тежок сон кој што е многу агресивен и многу лош, и јас се надевам дека тоа дете е здраво, живо и дека нема трауми од сето тоа што го преживеало. Знаеме дека на Кристина е многу тешко, меѓутоа сега ова се, ако доведе да се искоренат овие работи и да се расветли случајот како што треба, и тие што биделе инволвирани да бидат казнени, и јавноста, и луѓето, и вие како медиуми, и меѓаши како организација која е секојаш на страна на правата на децата, ќе бидеме среќни, затоа што да знаеме дека понатаму нема некој да манипулира на овој начин. Кој го истражува работењето на социјалните работници? Дали нивното работење подлежи на некаква контрола со оглед на фактот дека детските судбини се во нивни раце? Социјалните работници се под Министерството за социјала. Значи, центрите за социјални грижи за секое дете и во домовите и во овие семејствата за згрижување си има старател од центрите за социјални грижи. Тие центри за социјални грижи, односно тие старатели, се одговорни за конкретното дете. Тие се во склоп на работата на Министерството за социјала. Значи, целиот круг е заврзан, односно Министерството за социјала е во центарот на сето тоа. Уште еден случај крена голем скандал во јавноста, тоа е случајот со бремените малолетнички од 25 мај. Има неколку лица во притвор, меѓутоа тие не се вработени во Министерството. Само директорот даде оставка и поведени се неколку дисциплински постапки. Зборувам за луѓе вработени во Министерството. Дали мислите дека е можно тие да поминат без одговорност или со волку мала одговорност? И дали мислите дека е возможно воспитувачите во тие центри да не знаат што се случува со овие деца? Јас најодговорно за 25 мај можам да кажам, затоа што 4 години соработував со тие деца на разни начини, им организирав разни драмски студија, представи се и живеев со тие деца на некој начин. Најодговорно можам да кажам дека воспитувачите знаеа се што им се случува на децата, и раководството, директорот, стручните служби, педагог, психолог и сите тие. Значи тоа е од тоној дел на последното твое прашање, значи сите знае. Јас не можам да се начудам па во таа постапка зошто нема отворено кривична постапка, распит на директорот од домот, кој што беше со години директор и пред негови очи се случуваат тие работи. Зошто јас не чув дека еден од вработените во домот е во таа постапка. Значи, во постапката се 12 луѓе од Центарот за социјални грижи, што е во ред да се, меѓутоа, каде се тука и две лица кои што биле подведени. Сото го не извести од режијата дека имаат мал технички проблем кон вашиот микрофон, ќе се извинеме, ќе да заминеме на кратка пауза за да можеме да го решиме. Нема проблем. Па се враќаме назад во студиото. Каде пауза ние сме назад во студиото со Татјана Гоговска од одделот за односи со јавност од Медјаши, првата детска амбасада. Одиме со уште едно прашање до крајот на разговорот. Така, за крај, бидејќи и за случајот со бремените малолетнички од 25 мај, првото соопштение кое го испрати Министерството за труд и социјална политика беше дека нема злоупотреба и нема злоставување. Дали имате перцепција дека Министерството ги штити луѓето вработени во овие служби? Па по сето она што го дава, очигледно е да, иако не треба. Значи, се треба да биде во позитивен однос кон оние кои што ги штитат. Значи, тоа се децата, тоа се бездомните, тоа се децата од домовите без родители, во згрижувачките семејства. Жалосна е целата состојба, жалосна е состојбата со 25 мај. Јас искрено се надевам дека и директорот и вработените од тој дом ќе дојдат пред распит пред органите на правдата, дека ќе излезе на виделина таа правда која што со години децата тој травматичен однос и таа ситуација ја чувствува, ја живеа и беа едноставно незаштитени, препуштени сами на себе. Така да се надеваме дека истражните органи до крај ќе си ја завршат работата. А ние во студиото имаме една пракса, на секој гостин му подаруваме книга и вие подаруваме Времето на Перонов од нашата драга Санта и се надеваме дека ќе уживате во страниците. Благодарам многу. И да се надеваме дека оваа приказна ќе
вие го види лицето на правдата. Благодарам многу, иначе Санта Аргирова ми беше и колешка кога јас работел на Македонската телевизија, Ви така да благодарам баш за убаво. вашето Ви гостување, благодарам. ми беше чест. Благодарам. Истина вас. А ние продолжуваме понатаму со останатите содржини по кратката пауза.